Добре дојдовте уште еднаш во уште едно издание директно од Широк Сокак во ова Сашко веб шоу лайв стрим поддржано од T-Mobile. Чека Широк Сокак да го видиме раздвижен денеска. Пази добро. Ево Широк Сокак. Градот на конзулите, градот на Широк Сокак и градот на мојот домакин Александар Мано. Кај си бе, Мано, бе? Шо преш? Сидам денеска двајца домакини, Мано и Сајколов натре. Може ки приметите веднаш дека ниеден не го кажувам по име, што е нормално за Битола, зашто попосле ќе разговараме, а сигурно и вие ќе добро сте запознаени, за прекарите во Битола. Мано, како беше прекар, еден ми го кажа пред некој време, фасоно, има еден фасоно? Фасоно има, да. Фасоно, знаеш што значи? Тоа е веќе измислено. Не се измислено, нема приказна? Нема приказна. Мене фасоно, овака мислев дека, пошто многу се креативни во Битола, се прва, втора, трета топка, мора да праша да има некоја тем прича. Зашто го мислев дека фасоно е нешто? Фасонка, као. Фасонка и као овака врти фасонката и така ми личеше. После што имаше друго, како беше? Стамбенија. Стамбенија. А зашто Стамбенија? Па, ја за кредитка. Заглавил се на кредитка. Мора да има нешто. Знаеш кој е креативен? Како беше пожарот? Пожарот. Го знаеш пожарот? Не. Пожарот, знаеш што биде приказната? Значи, до школото, до која школа има против пожарна? До економско. Епа, вајда, тргнале мајка ми татко ми на родителски. И додека да влезат, значи, ја промашале вратата, влезли против пожарната. И ние ги виделе други ученици. А да уште додека излегувале, набор, одма го прекрстеле у пожарот, за навек. У Куманово викаат вака. Око да те извадив, муавет да не те извадив. Чекай, пожарот како беше? Тие сите ги знаеме. Распусто, Сантимо. Сантимо ми е многу красив. Метри 99. Сантим до 2 метра. Перошуте, Перешуте тука. Зашто го викаат шуте? Па не знам, така излезено. Да. Перо, ке се јавиш и ти после на емисија. Нема грешка. Ајде, тука сме. Ки да перемо некој припозни, после Out of Records ке ги раскажем. Те ке ги прераскажеме во книга. Како беше брига? Како беше Сантим? А, знаеш кој ме е најкреативно? Лагата. Лагата, зашто? Кратки нозе има. Лагата има кратки нозе. Чекай, кој беше друг Стамбенија? Значи, така некако ги става. Еве, ја, например, пошто сум слаб, како да било? Ребрастија. Или си го ребров. Ребров, ја ребрача. И да, одма кој ме прекоста. Ама нели работам стендап, гарам да сум од Битола ќе ме крстеа Станатио. Оне, дека имам голем нос, или вајде кога пишеш цигара, ако имаш голем нос, нема да, ако врне дожд, нема да ти изгаси. Како да биде тоа? Тембата. Тембата. Сашко Тембата. Сашко Тембата. Со кој традиција? Вечер сум со Тембата, сум овако. Со Тембе Станатио. Индијански име се. О, здраво. Кој има? Здраво, како си? Здраво. Ево те, ти си здраво. Леле, дали сте добри? О, добре. Добра. Кај се шетате тука? Кај си? Ево. Мислиме и шапре. Арно и расти. Поздравите си. Фала, многу поздрави кога ги се слушниш. Ајде. Тоа е македонското најчесто прашање. Како си? Добра. Шо, ако ти каже лошо? Ту имаш мора, да кажеш добра. Ош ти знаеш како вика? Преку улица како се вакво довикува, попрашува. Вика, те, ти, ја. Тоа е конверзација. Ако мало многу ми е смешно дека вака се поздравува. Ова као, шо е? Нека си што прешти. Шо е? Ајде се. Ти седи. Се и кажа. Кажи ми што некој прекар, ја да веќе идеме да фреш. Па прекар. Ти работиш сега со осигурање, така? Со осигурање, да. У моментот кога го потпиша првиот договор те прекрстија. Одма. Како беше? Осигурачот. Осигурачот, а ја го имам пишено у телефон, сигурнио. А дека е пензиско осигурување, како беше? Пензискио или пензионеро? Уште малце ќе се исклучиме и ќе се уклучиме
некаде после 15 часот и ќе ги видиме денешните содржини, мало кај ќе не прошетам по Битола. А вие предлагате кафана кај да седнеме да се најадаме како поповски деца на задушница во Битола и вечер ќе се видите со Видовита Бранка. Значи вечерва кој сака да му се прескаже судбината, лако да се уклучи. Тука некаде ќе го затвориме ова јавување. Драги мои, после значи најав дека кај 15:30 пак ќе се уклучиме, останете во врска заедно со Тимове и со Сашко Веб Шоу. Чао.